По Словенија, од јануари оваа година пензионерите во Хрватска можат да работат по 4 часа на ден, без при тоа да имаат последици врз пензијата. На овој начин Хрватска има можност да активира над 300.000 пензионери, кои на стопанството може да му помогнат многу, а при тоа за себе да заработат дополнително. Што за овој закон мислат нашите стопанственици? Знаете дека на пазарот на труд достигаат многу голем број на различни занимања. Значи, немаме луѓе кои би ги завршиле тие работи, почнувајќи од разни сервисери и така натаму. Македонија е сиромашна држава со низок стандард и навистина не гледам некои негативности ако се дозволи пензионерите да можат да работат и после текнувањето на право на целосна пензија. Секако, не станува збор за постпензиско ангажирање само во производството, туку и во трговијата, болниците, такси службите, угостителството и на други места. Онаму каде што пензионерите работеле до вчера, но и на полесни работни места. Ќе работам и работам. И ќе придушам да работам. Не, па малица пензиите мора да работат. Без оглед на ова, на пензионерите како одличен работен потенцијал кај нас не се смета. Односно, законот дозволува, но е таков што никому не му одговара, освен пензионерите да си седат дома. Тие не смеат ниту да се појават во фирмите каде работеле до вчера, или таму каде што можат да помогнат. Па мислам дека кај нас не знам колку е висината на казните, но кај нас да речеме ако се фати некој корисник на социјална помош или корисник на некој надомест од агенција за вработување да работи, веднаш му се укинува социјалната помош или надоместот од агенцијата. Значи веднаш има одредени реперкусии. Дали ангажманот на пензионерите значи помала можност за невработените? Не се скратува можноста, бидејќи за толку пари малу не работат луѓето. Иначе логично е дека мора да се работи и младите мора да наоѓаат нови начини. Зависи како е сега, зависи на кое место и каде што работи. Иначе, зашо да не работи? Ако може. Секој не може да работи, да работам, не може да работи веќе. Во меѓувреме, речиси нема фирма која не бара работници за споредна, полесна и работа на 4 часа. Кај нас има 30.000 пензионери и доколку секој пети се одлучи на работа, се би било поинаку за сите.